денеска дадов изјава во врска со останување на двете обвинителки од тимот на социјалното јавно обвинителство и оставам понатаму Советот да се донесе одлука. По тоа прашање нема да одговарам повеќе, нито пак ќе одговарам на новинарски прашања, бидејќи по најскоро време имаме намера во социјалното јавно обвинителство да направи една пресконференција. Што го интересираше Советот на обвинителки? Тоа во однос на тоа како што беше запознаена јавноста, како што сум постапила и им објаснив начинот согласно законот како сум постапила. Не прочували ли вашата одлука? Да, апсолутно да. Не прочували ли материјалите? Не, апсолутно. За тоа писмено да говорите? Не, тоа имам обврска јас согласно законот до 15 март да доставам извештај до Советот и до Собранието. Во однос на тоа не бе прашана воопшто ништо од Советот. Ако нуди ли контраргументи зошто смета дека не треба да се спуштен како што изјави Анекски претходно? Вака, значи Советот, членовите на комисијата составени од Советот, ме прашуваше околностите за тоа зашто ја донесов јас мојата одлука. А во останатиот дел самиот Советот си донесе одлука во основа на изјавите на колешките и мојата изјава. Постои ли можност да се пак останат вас? Не знам тоа што одлучи тоа. А не ли вие се уште обвинителки? Како? Двете обвинителки се уште доаѓаат на работа? Не доаѓаат, автономна статука се знае како се толкува, значи јас сум таа што одлучува кој и како ќе работи во јавното обвинителство, тој кажа на Советот не ми сакала повеќе да А какви ингеренции има Советот во случај кога ваше право е да кажете колку ќе си каже Советот на работата? Ќе си каже Советот што има, не би сакала, премногу го почитувам Советот и сакам соработката да ми биде на највисоко ниво и затоа понатамошна изјава во делот на ова не би сакала. Само кратко, обвинителки, дали после може да се ослушат Мартин Нешковски да ви во ваше надлежност? Ја Мартин Нешковски е во наша надлежност. Еве ке да. Обвинителка, кои доказни трактиви прегледувате во комисија? За За какви докази се работи? За сите докази. Значи и аудио-визуелни и писмени докази, кои не ми се доставени од јавното обвинителство. Викендов во делот медиумите, во поголем дел од медиумите беше објавено дека има 3 кривични пријави против тројца обвинители од нашето обвинителство. Дали може и по овој случај малку повеќе од ваша страна, зашто точно се работи во случајот и кој е вашиот став? Во конкретниот случај, благодарам што ми поставите тоа прашање, дадовме деман и остануваме на тој деман сега за сега. Бидејќи ова беше приоритетно денеска од Сабајле да го завршиме со Советот, и сега ќе ги решаваме другите предмети. Прашања, а во однос на ова прашање ќе дадеме целосна изјава на пресконференцијата која ќе ја свикаме. Дека кривичните пријави дека воопшто се поднесени или демантот е тоа дека знаете, го знаете, имаше и вчера исто известување од портпаролот или мојата колешка Кленча Ристовска дека како се во врска со тоа дека треба да се докажат тие кривични пријави, така да мислам дека целосно се трансферира. До пресконференцијата може ли да разјасниме точно ли се спекулациите дека сте се слушували две адвокати и ние сте ги снимале исказите од сведоците, односно од осумничени? Предистражната постапка е тајна и сите сведоци кои се заслушани или ќе бидат слушани или нема да бидат слушани, на начинот на кој ќе бидат слушани, ќе биде предмет на оценка на судот, кој ќе се отворат истражните постапки. Обвинителки, пред скоро време имаше барања за Сопот, Монструм и Димораселие да се во ваша надлежност. Запознаена сум, мислам дека доволно ви одговорим или за пресконференција. Чека на ровер и шпион. Ровер не може да почне од почетокот. Да, ќе имате пресконференција на која ќе ви бидат одговорени. Добра, како правник нешто да прашам. Дали смее да се кажува што ве прашал обвинител, каква е бидела постапката во фаза на истрага? Дали смеат тоа сведоците и распитуваните кај вас да го зборуваат јавно?
Еве во случајот се појавуваат во медиуми, ми испита вака, ми постави прашање така, ме притискаше ме. Што бил прашан, прашањата се кажуваат, се пишуваат во медиуми, дали е тоа дозволено? Значи само демантот и известувањето од обвинителката Ленче Ристовска се релевантни одговори на вашите прашања во однос на тоа. Викендов јас има приватни обврски, исто им дел од обвинителите и од Сабајле не сум се видела со нив. Кога ќе има колегиум, кога ќе донесеме ставови, ќе закажеме пресконференција, ќе ви бидат одговорат на овие прашања. Уште едно прашање врзано со советот. Дали знаете веќе кога ќе се појавите повторно овде? Сега зборувам за другиот случај. Мислев за записниците. Дали се знае кога ќе се правите прво и дали уште еднаш ако може малку подобро да не се образложите зошто цените дека сте во право во конкретен случај, барем она што беше во јавноста презентирано како први пат. Значи јас поставувам согласно Законот за специјалното јавно обвинителство вели дека до 15 март, секој 6 месеци треба да доставувам извештај до собрание и до парламентот. Тоа право и тоа обврска ќе ја извршам. До тогаш, во однос на тоа, ако имам конкретни податоци, ќе бидат известени. А инако во извештајот ќе биде се експлицитно наведено. Кога сте пред советот, дали ви кажува денес? Не, до 15 март имам, значи, уште простор да го напишам. За сите овие 6 месеци ќе биде целосно направен извештај за работата на специјалното јавно обвинителство. Кога може да очекуваме пресконференција? Во најскоро време ќе бидете известени, како што сте секој известени. За случајот Куманова не одговорите конкретно дали ќе биде во ваша надлежност или Го разгледуваме, сите се во предмет на разгледување и кога ќе имаме конкретни информации ќе излеземе со секој пат. Може само уште едно прашање околу двете обвинителки, дали има вистина во шпекулациите кои се појавиле во јавноста меѓу медиуми дека причината е друга за разрешување? Причините се дадени на советот, они ќе ви известат. Не, дали ги прочитам тој рад на шпекулациите? Нема време да читам, има приватни обврски овој викенд. Може да ги демантирате барем тие информации? Не сум запознаена, има приватни обврски. Например, дека одбаваме Не тајни на можам, специјалното бидејќи си имав приватни обврски, си бев на некои приватни прослави и едноставно не сум во можност во моментот. Не ги знам. Не знам што да ви не знам што да ви демантирам. Значи не сум читала ништо. Оддавале тајни или не? Бев на одмор 2 дена. Добро, не знаете дали оддавале За тајни или не. викендот. Бев на одмор 2 дена викендот и денеска ми беше приоритет да дојдам во совет. Значи не оддавале тајни. Како? Значи не оддавале тајни на обвинителството. Какви тајни? Немаме ние тајни. Значи, пишуваше медиуми дека се Ние немаме разрешени по таа тајни. причина. Ние транспарентно, ако има некоја институција која по-транспарентно ве известува, кажете. На вас познато е дека Советот на ден 26.1.2016 година по претходно добиени писмени изјави, известувања од страна на двете разрешени јавни обвинителки на специјалното јавно обвинителство Лејла Кадрију и Марија Ѓорѓева од една страна и специјалниот јавен обвинител Катица Јанева од друга страна, формира комисија за утврдување на релевантноста на тие две писмени изјави. Комисијата во овој состав што е пред вас, следниот ден, на 27. пристапи кон земање на составување на записник претходно од двете колешки, госпоѓа Марија Ѓорѓева и Лејла Кадрију, а денес пристапи кон земање на изјава од специјалниот јавен обвинител Катица Јанева. Сакам да ви информирам дека Катица не беше во ситуација во средата, мислам, четвртокот, нејзини предпоставам професионални ангажмани. Па договорот беше тоа денеска да ја сослушаме и тоа и го направи. Комисијата ги земаше изјавите и од условно кажам од двете страни, па ќе ги предложи на Советот на првата наредна седница во врска со понатамошниот тек на настаните ќе добиете изворно за одлуките и ставот и заклучокот на Советот, бидејќи е компетентен и надлежен исклучиво Советот, затоа што комисијата
ја нема таа надлежност да утврдува и презентира некакви заклучоци на Советот, туку само да ги утврди релевантноста на изјавите, а сепак одлуката е на Советот како колективно тело. Она што можеби ќе ви биде интересно, предпоставам околу делот на содржината на условно кажем едната или другата страна, не би сакал многу да се впуштам во таа дискусија, зашто сепак ќе оставам тоа да го презентира Советот на својата седница, но многу битен интересен момент можеби околу делот на правната судбина на двете отстранети колешки од Советот. И пазе, тоа е мој лично мислене, личен став, дека подхитно е потребно некаква амандманска интервенција во постоечкиот закон за специјално јавно обвинителство, како би во иднина не би се довеле во ситуација, нити ние како Совет, по широката јавност, вие новинарите, ако сакате, се доаѓаме во некоја ситуација и добиваме од различни медиуми, различни толкувања како Советот на јавни обвинители ја обструира работата на јавното обвинителство, ја обструира работата на Катица Јанева и условно од друга страна добиваме некакви информации дека Советот така и така постапува. Убеден лично сум дека доколку не се случат хитни интервенции амандмански во законот, ние ќе се соочуваме во вакви преце правни нелогичности и преткувања кои што конечно тешко би можеле да се излеземе на крај ако не дојдеме во ситуација да го повредуваме законот или устав. Еве толку вам благодарам. Конкретно како се коси со законот за специјално? Кај е проблемот? Па, проблемот се коси, например, со законот за специјално јавно обвинителство, каде што законот за јавно обвинителство познава два системи на разрешување. Или разрешување, или со откаснавање на јавно обвинителство. Во конкретниот случај Катица, пак лично мислење, многу право го користи своите одредби од законот, каде што вика заради намалениот обем на работа, доволно ми се 10 јавни обвинители кои што ќе работат во мојот тим, и дека аз можам да се справам во овој момент со 10 јавни обвинители, затоа што законот за специјалното јавно обвинителство исклучиво му ја дава таа надлежност. Но самиот чин и постапката нигде не е предвидена во овој закон постапката што во вакви некои ситуации. Значи, како ќе одлучи што и каква одлука ќе донесе Советот во иднина, не можам да преюдицирам. Или ако сакате уште по-конкретен да видам, замислете, не е предвидена ниту двостепеност во постапката. Па замислете, ние и во иднина ќе се соочуваме со низа на вакви проблеми, од ситуација кој на евентуална жалба од некој од што ќе смета Катица или тимот дека направиле нешто или биле неосновано или неосновано, направиле некаква повреда на законот, кој ќе застапува по нивна жалба во апелација. Тоа законот не го предвидува. Кажете ми, ако постапката која будете вие интерна и ако за тоа треба да одлучува Советот, зашто тогаш вие јавно вршите сега моментално притисок и кажувате своје мислење за тоа како треба да кажете? Не, јас тоа го кажете на Советот, ама не на тоа е кажано и на Советот и ќе биде повторно кажано, предпоставам и Советот официјално ќе излезе со соопштение. Ова е само како некоја идеја колку не би дошле во ситуација на различни толкувања добивани медиумите, ако сакате, од цела правна фела што е во државата кој што дава секако различни толкувања, убеден сум дека се недостатъчно. Кажете ми, има ли належност Советот да се меша во работата? Никогаш. Значи Советот во ниеден момент нема намера и ниту има, ниту во иднина ќе има да се меша во работата и да ја обструира работата на Катица. Впрочем, и во досегашниот период додека функционира специјалното јавно обвинителство на чело со Катица Јанева, така како што функционира, ве молам со кој факт, аргумент ќе каже дека Советот ја обструира, му забрани да не врши определени сослушувања, да не води определени предмети во ниеден момент. Фактот што се ствара некоја фама, пак ќе кажам, моето лично мислење е како резултат на определени недостатоци кои што фигурираат во овој закон донесен за специјално закон. Какви правни последици да биде има? одлуката на Советот кога ќе ги презентирате Не можам да преюдицирам затоа што тоа ќе биде одлука на Не, Советот. дали ќе мора дали може да ја нареди да ги врати, да ја обврза да ги врати обвинителките, може да констатира дека тие се разрешени и да ги распредели во други обвинителства? Значи не сакам да се впуштам во одлуката што ќе биде како ќе биде. Ама кои се Тоа е можности? варијантата што може да биде Ета таа е таа правна
разрешница која што треба да се решава. Обвинителе, За- каде одат на сваќам, работа сега двете ние- обвинителки? Молам? Каде одат на работа? Во моментот двете јавни обвинителки се водат се уште во специјалното јавно обвинителство. Тие во ниеден момент затоа што ние положија тука заклетва. Ние ги распределивме на специјалното јавно обвинителство. Нели имаше По информации некоја- кои побарале да бидат вратени во своите обвинителки? Значи, тие и двете, но и денес, особено специјалната јавна обвинителка Кати Цанева, нема забелешка на работата. Во ниеден момент не слушнавме дека има забелешка на нивната работа. Туку, таквата одлука е резултат на намалениот обем за работа. А од друга страна, двете, условно кажани во овој момент отстранети јавни обвинителки од специјалното јавно обвинителство, децидни се изјавуваат и бараат да бидат вратени, односно да се активира условно кажано институцијата мирување да се вратат во обвинителствата во кои што од каде што доаѓаат. За подсетување, Марија доаѓа од јавното обвинителство Скопје, а Лела Кадри од основното јавно обвинителство Тетово. Обвинителе, ајде да го објасниме на простор, едноставно. Според законот, единствено кој може да одлучи е Кати Цанева. Дали ќе отпушти или нема да отпушти негово, така? Бидејќи она е донесена со политичка одлука. Од четирите најголеми партии. Советот на јавни обвинители про форма се може да се јави само тука. Така, според законот за специјално Не е про форма, само дозволете ми. Член 7, став 3, вика, јавниот обвинител ќе биде професионално одговорен и за стручните и законски действија при неговата или нејзината работа пред Советот за јавни обвинители. Значи, Советот за јавни обвинители кристално му е чисто јасно дека во никој случај ја знае постапката, да поведе дисциплинска постапка, тоа оди пред парламент, нели треба да дадат четирите најголеми партии, па треба двотреćinsko мнозинство, сосема е неспорен тој факт. Но од друга страна, имаме ние де факто можност и право да водиме за делот на стручната работа на специјалниот јавен обвинител. Значи, тие положиле заклетва, дале се во таа функција и сега доаѓаме до тој, пак ќе се навратам тој правен лавиринт кој што треба да на некој начин да го решава. Убеден сум, пак ќе кажам, да не бидам погрешно сватен, тоа е моето лично мислење. Отхитно потребни се определени интервенции амандмански, како не во една ваква ситуација. Може би во иднина ќе се соочиме со X други правни проблематики кои што ќе се доведеме во ситуација и постане да излегуваат различни коментари од не знам како што. Сакате да кажете дека безцелно е вашето формирање на Не е комисија? безцелно. Зашто е безцелно? Ние за Бидејќи тој закон ќе победи? доставивме на ќе доставиме на Советот, Советот ќе се Обвинителе, кога споменавте дека се потребни законски, односно амандмански интервенции, споменавте дека Кати Цанева согласно законот исправно го користи правото со колку луѓе ќе работи. Но токму овој совет толкуваше дека не е таа што кажува колку луѓе ќе работат кој не е. Дали сега имаме практично различно толкување во самиот совет на истиот закон? Јас ќе ве потсетам, пред определен период, точно не знам, тогаш кога се кршеа дискусиите дали да биде тимот од 7 или 14, Советот јасно и прецизно излезе со изјава на поставен председател да го коментираше дека потребно и бара специјалниот јавен обвинител да отпочне како првобитно побара 7 тима за работа, па да видиме согласно колкав ќе биде обемот на работа, може би ќе треба да се зголемат за уште плюс 10, карикирам, или да се намалат за 3, упорно тврдеше дека мене ми се потребни 14. Се договоривме на таа седмица да биде 12. Сега, од овој аспект, само краток период, гледаме нанапред, се испоставува дека намален е обемот на работа и утврдува Кати Цанева дека треба 10. А зашто не е проблем да се зголеми бројот, а проблем е рикверс да се намали? Нели е тоа исто? Вие рековте го користи правото дадено со закон, но Апсолутно тогаш исто, немаше но ние и проблем. тогаш и сега тврдевме. Јас не ја гледам зашто од функцијата. Ние само посочувавме и ја баравме таа Не, нема проблем, ако тоа е соработка, исто. дај да видиме, ако треба 10, нека има 10, нека треба 20. Но видете го дали го имате доволниот обем за работа, и ако треба, може би плюс. А сега се испостава дека е намален, она што и Советот впрочем ми го тврдеше. Ја гледам со што би било тука да ние намерно сакаме да му намалиме или намерно да му зголемиме. А се помислите дека не е таа причината, дека преку таа причина може
да ги отстрани тие двете, без да навлегувате вие во детали. Освен причината да е друга. Значи, Кои не се има право да бара евентуални само или повеќе. Да, тоа е само така кажано како формално совето типови закон ги отстрани тие две. Ние ништо немаме против никаква забелешка.